Се враќаме назад во студиото на Алфа телевизија и она што следува во продолжение се минути за пишаниот збор. Вие кои што сте наши редовни гледачи, знаете дека одвојуваме време за нашите поети, за нашите писатели и ги промовираме нивните книги. Ова утро, заедно со вас и со нас, е нашата прва гостинка Љубица Шопова, поетеса и магистер по бихевиорална економија. Љубица, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма Добро утро секој утро. Многу ми е мило и кејф и задоволство кога вака млади луѓе, млади поети и писатели ни гостуваат овде, бидејќи вашиот збор треба да се слушне. Вашиот збор го ширите преку книгите. Тоа е вашата порака до публиката, до гледачите. Честитки за вашата втора книга, надвор од единиците мерки, која што е во издание на Илика. Ке ја представиме, ова е предпромоција, бидејќи официјално промоцијата ќе биде на пролет, а ова е едно вака медиумско представување на книгата Надвор од единиците мерки од Љубица Шопова. Интересен наслов. Надвор од единиците мерки, што значи насловот? Што символизира? Добро утро од мене. Благодарам што ме поканивте. Ова е моје воедно и прво телевизиско представување. Во однос на насловот, сакав алудирам на тоа да ги предизвикуваме секогаш нашите искуства, значи оно што го доживуваме. Бидејќи во последно време постојано нешто као ни се наметнува како треба, што треба да исполниме, значи и секогаш што некако сакав да го време да го преиспитам, например, кога ќе си кажеме крвната слика ми е во граници, што значи тоа? Или што ми носи мене растот на економијата од 10%, значи малку така да ги предизвикаме овие работи што не се критериуми, да речам, што не се наметнуваат во последно време, не само кај нас, туку на секаде. Па да видиме малцета, да почнеме повеќе да размислуваме и да действуваме. Нешто да излезе надвор од мерката, така? Така, едноставно во друг контекст, малку поширок да ги ставиме работите. Сега не мора секогаш да не е точно тоа што ќе го предизвикаме, може ќе ни се потврди или така, ама ете, чисто да почнеме така надвор од рамките да ги гледаме малку работи. Значи да ја гледаме малку пошироката слика, така? Да излеземе малку од клишето или така, од рамката. Љубица, која е темата, која е идејата на оваа втора книга и која е пораката што ја испраќате на вашата читателска публика? Што им порачувате на читателите преку оваа книга? Па, вака прво во однос на темите има повеќе теми. Бидејќи е поезија, така? Бидејќи е поезија, да. И тука сега генерално се испитува ги испитувам границите помеѓу мерливото и немерливото, физичкото и духовното, мислам телесното и духовното. Потоа, значи, тука барањето на сопствениот идентитет, себе истражувањето во смисла на овие ограничувања што не се наметнуваат не само во физичка смисла, туку и во смисла на припадност, бидејќи колку и да сакаме да сме слободни, неограничени, сепак како битија имаме потреба некогаш да бидеме дел од нешто и да припаѓаме се. Ама пак тука има многу борби. Значи, од внатре и надвор наметнати, значи колку тоа да исполниме некои критериуми, да наметнеме некои можеби своји критериуми да се обидеме и токму да се надоврзам и понатаму, тоа ми е и тоа сакам да упатам една таква порака. Значи секогаш кога ќе имаме можност да ги предизвикуваме, да ги преиспитуваме работите, да не прифаќаме слепо, значи едноставно се тоа што не се наметнува, туку некогаш можеби да се обидеме да создадеме нешто, да наметнеме некои можеби своји критериуми. Значи да не бидеме секогаш слепи прифаќачи на работите, туку да се обидуваме и да создаваме, да креираме нешто. Нешто свое, така. Убава порака. Надвор од единиците мерки е издание на издавачката куќа Илика. Каде сега може да се набави книгата се уште, бидејќи официјално промоцијата
ќе биде на пролет, како што кажавме. Јас само сакам тука да кажам дека би ги повикала гледачите. Една книга ќе оди во рацете на еден гледач, има и со ваша посвета. Може да ни се јавите и да се вклучите овде во студио. Еден од вас ќе си ја добие оваа преубава книга поезија надвор од единиците мерки од нашата гостинка Љубица Шопова. И сега следното прашање, значи каде може да се најде книгата за сите оние љубители на младата македонска поезија, бидејќи вие сте припадник на младата генерација македонски поети. Така, значи моментално мислам дека е само во нивната кафе во кафе книжарница Илика. Може да се најде, а наскоро би требало да биде достапна и во останатите книжарници. Да. Ова е ваша втора книга. Да. Првата книга е Форми во создавањето и исто така има интересен наслов. Дали можеби оваа втората книга е продолжение на првата? Или не е нема? продолжение, меѓутоа имаат сега вака кога ќе си размислам јас, имаат некои можеби допирни точки. И тука за првата книга само сакам да кажам дека тука таа се инспирирав додека паралелно ја работев мојата магистарска работа од областа на бихевиорална економија. И тука некако повеќе сакав да ставам акцент на процесот на создавање и пишување, наместо да нешто што е и да се обидам да создадам некој понов формат што е надвор од вообичаените поетски форми. Секогаш нешто надвор од границите, така? Да. Љубица, одат во моментот и фотографии, може да гледачите да видат. Ова се ваши учества на поетски читања широм Македонија. Учествувавте и на поетското читање на фестивалот во Велестово, на неговото 35-то издание. Какви се вашите впечатоци од овие поетски читања? Какви се дружењата кога се станува збор за овие фестивали? Па, многу позитивни, значи сите овие читања, фестивали се една можност, значи повеќе да се представи она што сме го напишале пред публиката, исто е можност за да се дружиме, да соработуваме меѓу себе, значи поети, издавачи, публика, значи и секој се најубава можност за да се представиме пред публиката. Значи тоа е секогаш кога има можност да се представи поезијата пред, мислам, било која творба, значи уметничка пред публика е задоволство. Да. Гледам дека ова се повеќето млади поети, млади писатели на овие поетски читања. Има ли припадник сте на македонската помлада генерација, нели, на поети? Има ли интерес кај младите за пишување поезија? Зборуваме стрикно за поезија, бидејќи вие пишувате сега поезија. Ке кажете понатаму дали се планира нешто друго како есе или раскази? Па, мислам дека сега поезијата од секогаш била, нели, она, како да речам, на маргините и во литературата и во уметноста воопшто. Колку и да е, нели, популарна, сепак е нешто што е помалку застапено, но сметам вака кога гледам сега и од она што контактирам со помладите од мене, значи во мојата генерација поети, има одлична генерација во Македонија, мислам тука кај нас, што пишуваат, што творат, создаваат простор нов во културата и сакаат, значи се интересираат младите. Значи како што имаат различен интерес за било што, значи за што ги влече, има и од нив добар дел што ги интересира и поезија и литература. Пишување, да. Ова е навистина за пофалба и многу ми е кејф дека е тоа така. Во последно време и во Скопје има кафулиња кои што се собиралиште на младите и поети и писатели, каде што може да си разменат некоја поетска мисла, еве овие поетски читања. Претпоставам дека дружењето е она што ви останува секогаш вака во убаво сеќавање. Има и поетски читања се организираат и надвор од Македонија, така? Можеби имате во план, можеби за воиднина на некоја таква манифестација? Па да, зборувавме и со тука, ќе видиме и со колегите од Илика, значи како ќе оди тоа, ама би сакала да се представам доколку има можност и надвор. До сега, значи, само на српски јазик имам преведено некои песни. Мислам, мои песни се преведени на српски јазик, ама зошто да не и да се представим некај. Еве имаме од режија ми јавува дека имаме веќе и гледач на линија. Некој кој што е на линија ќе си ја добие оваа книга. Добро ви утро. Добро утро и вам.
А, Писателката и вам до студиото. Одлично. Поздрав. Напорот Денисите мерки. На вистина, кратко се уклучив, уствари уклучена отворено, само следев сега при крај и стварно много убаво, много е убаво дружењето, писателите да се искажат пред самите себе во пишаниот збор и пред публиката. Тоа е еден благодет и публиката, заинтересираните и љубителите на пишаниот збор да може да видат, да прочитаат, да се дружат во тие моменти на промоции на книги. Точно. И многу убава. Многу убаво кажавте. Само да ве прашам дали ни се јавувате од Скопје? Не од Велес зашто се јавувам, Вањова Грозда на телефон. Добро, многу ми е мило. Јас ќе ве замолам само телефонскиот број, оставете го. Во тој случај, ако сте од Велес, еве ќе си земеме за обврска или јас или писателката да ви ја пратиме оваа книга, да ви стаса на адреса, ама ќе си се слушнеме по емисијата. Ви оставете го вашиот контакт број во режија. Благодарам. Ви благодарам за преубавите зборови. Еве и поетесата е тука. Знаете дека секогаш представуваме македонски писатели, а поготово е вака млади, надежни кои што го шират својот збор, својата мисла преку поезијата. Така, и посакувам уште успеси по натамошни изданија на книги, поезија и во мислата каде ќе ја носи, во коите ќе ја носи, многу успеси. Убав и пријатен ден вам, на писателката и во студиото. Ви благодарам од срце за убавите зборови, господјо. Убав ден ќе ви посакам. Е сега, Љубица, кажавме значи дека ова се две ваши книги. Имаме малку време да прочитаме една куса песна, ако може, пред да го заокружиме разговорот, и уште неколку прашања ќе сакам да поставам за крај. Ама еве чисто вака да слушнат читателите, да слушна публиката. Каква е оваа млада македонска поезија? Потекло. Создадена сум од звук, символ и тишина. Крикот на новороденче го заменив со шепотот на искажаното. Молчешком се враќам на корените. Да. Убава порака, навистина. Убава порака. Сега, она што сакам да ве прашам за пред крај на разговорот. Остануваме во поезијата. Се планира можеби ли некој есеј, некои раскази понатаму. Дали нешто ново се подготвува сега? Можеби е уште рано, ама еве вака како план за иднина. Така, па за сега, значи, прво плановите вака не се со да се испромовирани ли оваа книга напролет, па еве сега ќе откријам малку за идните планови, значи со Катерина, значи со мојата издавачка Катерина Одилика, да, исто. Планираме да издадеме, значи, нешто од областа на економската теорија, значи од областа на бихевиоралната економија и рационално економско однесување, што е по вокација ми е некој исто поле на интерес и што сакам да објавам на чете пак нешто надвор од рамките и од традиционалната економска мисла тука во овој случај. А за поезијата тука не може многу да се планира како оди пишувањето, нешто малку имам нешто можеби ново напишано, ама тоа не е ни никулец се уште за нешто ново. Така да ете, во однос на поезијата ќе се фокусираме на ова, значи со издавачката која ќе Илика тука и со колегите поети. Да. Кога ви доаѓа најмногу инспирацијата? Кога најмногу пишувате? Еве, бидејќи е сепак поезија, инспирацијата е непредвидлива, може да дојде во било кое време од денот и било каде, нели, на било кое место. Дали можеби така си ги запишувате мислите каде и да одите така? Да, значи сега различно беше во однос на првата книга, сите песни се напишани во еден часот по полнок. Некако така беше процесот на пишување, зашто паралелно беше со магистерската работа кога се работеше. А за оваа книга толку беше, за втората книга толку несвесно ми одеше. Јас сватив дека имам книга. Значи спонтано. Многу спонтано, да, и за оваа првата книга пишував со молив и тефтар спиев до мене и с една рака пишував, значи па после се пренесуваше тоа во компјутер. А за втората книга, значи пишував на телефон, на секаде, значи кај што ќе најдев со молив, што се. И дури онака кога случајно погледнав низ компјутерот како што ги соберав песните, сватив дека имам веќе можеби материјал за една книга и после тоа нели почна да се уредува, да се обликува заедно со
КТСО или значи И тука така, се излезе работи. надвор од единиците Да, мерки. да. Љубица, ви благодарам многу за разговорот. Ке посакам уште многу вакви дела. Значи, вие сте млада поетеса. Значи, има времето е пред вас. Ова е само втора. Ке да се видиме и на третата, четвртата и понатаму. Посакувам да излегувате секогаш можеби од рамките на она што е формалното. Секогаш малку надвор од рамките, ама тоа е и вашата порака до публиката. Ви благодарам и на вас на поканата и чест ми е задоволство што ете моето прво ТВ гостување беше токму тука. Благодарам и јас на вас. Нема да биде и последно. Се надевам, еве, нека тргне се со Арно со убаво. Благодарам уште еднаш на гостувањето. Се гледаме во некоја следна прилика.